Почитувам господине пратеник, не можам да не реплицирам заради тоа што драмата која што ја покажувате апсолутно е надвор од сите реалности. Просечните плати во нашата земја на ниво на приватен сектор растат и продолжуваат да растат. 6,6% се зголемени и ќе бидат дополнително зголемени заради тоа што работиме како влада со комплетен фокус за пораст на платите. Ќе се покачи уште еднаш минималната плата, која што секако ја отвара спиралата на покачување на платите. И тие ќе растат. Пласманот на земјоделските производи за овие 2 години е неколкукратно подобрен во споредба со минатото. Тоа предизвика 13,4% раст на севкупното земјоделско производство во државата во споредба со лани. А лани беше за 8% поголем растот во споредба со 2017 година. Расте земјоделското производство. Обемот се дефинира и во вредност финансиска и парична, која што значи дека постигнало и просечно повисоки цени. И градинарското производство, и житото, заради навременото откупување и менаџирање со пазарот преку стоковите резерви, се постигат повисоки цени. Тутунот 217 денари просечна цена постигна, дополнително првата класа има 80 денари субвенција, првата класа има, втората има 70 денари субвенција. Генерално сите земјоделски производи во просек постигаат подобри цени. И кога се јавуваат дисторзиите, ние сме тука да интервенираме. И интервенирам. И откупот на бресквата во Росоман во моментот е интервенција на владата. Преку изнајдени откупувачи за бајпасирање на одредени слабости преку анализите што се прават на нашите овошни производи во Руската Федерација. Но сепак се пробиваме на пазарот и обезбедуваме пласман. Кога се јавуваат и вакви дисторзии на пазарот. Да не зборувам за винското грозје, сето тоа што го направивме и за сите други производи. Состојбите во државата и како се подобрени во споредба со минатото. Сега субвенциите имаат вистинска политика. Тие стигат на време, тогаш кога им требат на земјоделците, и стигат кај индивидуалните земјоделски производители од обем од 140 милиони евра, колку што се во програмата за субвенции, 1 милиарда и 800 милиони денари или 30 милиони евра повеќе пари кај индивидуалните земјоделски производители, заради тоа што лимитиравме до 300.000 евра кај правните субјекти. Тие пари сите се канализирани кај индивидуалните земјоделски производители. И се драгоцена помош. Имат развојна компонента, им дава шанса. Успесите на владата се еклатентни, но сакаме поголеми успеси. Драгоцен период е пред нас, преку оваа реконструкција, после половина од мандат, 2 години имаме навршено, а вистина влегуваме за да покажеме уште поголеми резултати, од кои што бенефит ќе видат и земјоделци, и работници, и стечајни работници, и сите во нашата земја.